prekršok nad jedan igrač na Vardar i kamerата на нашиот снимател Đoко Поповски morаше да регистрира оно што се случува на северниот дел на стоењето. Таму дојде до една пресметка меѓу органите на безбедност и најверните навивачи на Вардар. Комитите веројатно дојде до некој недоразбирање. Тешко е да се каже од оваа позиција. Ние сме далечини околу 150 до можеби и 180 метри. Да се надеваме дека ништо сериозно нема да се случи. Нешто интервенира и судијата Аусец. И едно неповикано лице во теренот. И скопската публика, буквално сите овие десетина илјади или можеби 12.000 гледачи не ја прифаќаат интервенцијата на органите на редот. Навистина, тешко е да се даде некој поодреден коментар за тоа што се случуваше таму и зашто дојде до оваа жестока пресметка. За жал, тоа се препознатливи сцени на нашите стадиони и Европа не е поштедена од слични вакви ситуации. Видовте пред 4-5 дена што се случи во Дрезден на мечот Динамо Црвена звезда. Мислам дека се наскоро ќе биде во најдобар ред и Аусец ќе може да ја продолжи. Инаку вчера беше интересен ден од причина што милицијата беше надвор. Ова е мала снимка која доаѓа од минатата недела, а ова е ова недела, за да видите разлика. Во настоење кај што стојат, кај што се навивачите, кај што се комитите, денеска немаше милиција. Ова е од пред една недела, повторувам. А ова другата снимка посмирената, ова е со Пелистер, само споредуваме какви се тие амбиенти, а вчера воопшто немаше милиција таму каде што беше стоење, туку комитите меѓусебно, односно има една служба разработена која се претресува дали има некои запаливи средства, дали се носат недозволени и така натаму, како нема имало компликација. Сега нормално тоа е средба со Бор, максимално неатрактивна, не е како оваа што ја гледате во моментов со Пелистер. Меѓутоа се обидовме, велам уште еднаш, да направиме една слика, ги прашавме тие момчиња како се викаат, каде учат, што работат, меѓутоа ги прашавме и за средбата во неделата. Навијачки стаж 16 години, 23 години живот. Имам 16 години, учам машинско. Панчарствоски, си викам Јосимовски Бошко. 20 години имам, не учам, имам завршено, да, не сум студент, што знам, припаѓам исто на навијачката група Комити. Се викам Томи, имам 20 години, Трајковски Драган, учам во Емуц автокоманда, идам на секој такмица ова првенство, тука сум у неделата бев. Ушната на запад ние никогаш не сме рекле Југославија. А таа утакмица горе на запад се пееше химна југословенска и се викаше Југославија. Оле секој се скандира само Македонија и никош Југославија. Не. Имаме и докази. Овата стварно срамна работа од милиција, зашто едно дете е како ова овде, или како ова овде до тебе, што имаат 8 и 9 години, мислам, стварно жалосно што изедоа без веза тоа пендраци и тие заебанци, мислам така речено. Треба они малце да имаат обзир дека веројатно и они имаат своји деца, па како би се десило некој неговото дете така да го мава, зашто повеќе деца, да кажеме, од овде имаат своји родители, да кажеме, што идат на југ, на север, и како да го гледаат они тоа е неукусна работа што го правеле. Добро, а во неделата југот ме подржи? Па, им благодариме и што да кажеме друго, на цел стадион. Едино се знае кривци да се плави 9, друго нема. Ние тука почнавме да скандираме вратете ни ги баклите, одете од тето она. И у 30 минута они... Па тоа не е причина за тепање? Па они влегаа у 30 минута и без никаков разлог почнаа да мават. А тој што им беше главен на обезбедување, тој им викаше да не мават, нема ни наредба. Они увек не провоцираат, тука дојдоа убиците, што знам, лоповите, ова, она. Не! Ciao, Reci, ciao.